Добре дојдовте во Анхоч, каде што имате најголем избор на лаптопи и секако се одсекогаш најдобри цени. Што е убавината кај овие лаптопи што ги имаме во понуда? Сега се наоѓаме во салонот во премиум, каде што имаме најголем избор на лаптопи и има за сечив вкус. Имаме лаптопи кои што може да се земат, например, кои што им се потребни највеќе на луѓето за, да кажеме, за нормална работа. Например, под нормална работа мислиме нешто на Chrome, да пребаруваат, да прелистуваат, Facebook да отворат, TikTok да скролаат, има луѓе што го прават тоа дури на десктоп. И имаме лаптопи со кои што веќе може да се прави нешто малку посериозно, например, табели да се отвораат, да се направи некој light видео едитинг, нешто за видео едитирање и слично, а сепак при тоа да има добра батерија и да не греа толку многу, бидејќи најголем непријател на еден лаптоп, на батеријата на еден лаптоп е баш всушност неговото греење. Лаптопите денеска што се произведуваат повеќето, тие се потенки и поради тоа што се потенки, сите ќе мислиме дека тие многу ќе греат. Но баш и тоа не е така. Сите имаат одлично ладење и не само тоа, туку и процесорот внатре кој што се наоѓа во нив е толку штедлив и троши околу во просек до 15 вати максимум. Реално имаме некои сијалици дома кои што повеќе трошат и емитираат топла енергија. Така да, во овој случај, како ви одберете лаптоп за било која цена, вие ќе го направите одличниот избор во тој аспект. Цената ја диктира само перформансата на лаптопот и лесноста на користење, за која што ќе видиме сега за кратко. Станува збор за Dell XPS 13 Plus моделот, еден од по-премиум лаптопите кои што ги имаме во понуда кај нас, и тие конкретно лаптопи се фокусирани на бизнис клиенти. Сега ќе кажат, нели, зашто да земам лаптоп кој што чини доста многу средства, доста многу пари, нели, на наш јазик ќе кажеме, а истата работа ќе ми ја заврши некој поевтин лаптоп кој што го имаме во понуда. Како што кажавме претходно, значи тие работи се многу важни за convenience, односно за лесноста на користење на производите. Сега да одиме кај овој XPS. Што е работата кај овој лаптоп? Првин станува збор за феноменален алуминиумски, целосен алуминиумски финиш на него. Звучниците му се ставени за волку мало лаптопче, звучниците му се ставени од страните, за да може многу силно да се слуша звукот и да се слуша баш како еден мини сараунд, иако е стерео. Лаптопот е оскуден со порти, ќе видите само дека има можеби две порти, но тие две порти се многу моќни. Со тие две порти ние може да направиме многу работи. Може да го врземе со телевизор, можеме да го врземе со LAN порта, може да врземе многу USB уреди на него, одеднаш да функционираат. Например, да кажеме едно сценарио каде што вие сте бизнис корисник и да кажеме конкретно имате некој состанок, например во некое кафе или некоја маса, како што е например некоја помалеца, каде што немате многу простор да маневрирате со огромен лаптоп. И сега вие ќе си го завршите тоа што треба да се го завршите, ќе запишете некои работи, Excel табели, ќе прикажете некоја работа која што треба да ја прикажете. И на крај потоа дома кога ќе дојдете го врзувате со монитор, истовремено само да повторам, само уште еднаш преку истата порта го врзувате со монитор, го врзувате со LAN кабел и го врзувате со тастатура, маус и се друга периферија која што ви е потребна и одеднаш можете веќе станува збор за моќен компјутер, нели, десктоп, статичен компјутер со кој што ќе може да вршите тоа што сте го почнале да го правите во муаветот на кафе со некој ваш деловен партнер. Така да овој Dell XPS лаптоп, покрај тоа што кажавме дека има одлични перформанси и што има Intel vPro во него, конкретно ова е i7, по најсилниот модел што може да се понуди на пазарот, он е штедлив на енергија, што значи дека може 5 до 6 часа, ако не 7 и 8 часа со полесно користење, по полесно користење мислиме само на Facebook, на Chrome, да биде отворено и слично, и за да може потоа да, например, во услови каде што има многу посилна светлина, со неговиот екран, кој што му е 4K панел, да може да видите одлични бои, одлични слики и вашето дело кое што треба да го презентирате на вашиот бизнес партнер, веќе да сјаи во најдобро светло. И за тоа овие лаптопи имаат висока цена, но таа цена е сосем оправдана со целите кои што сакате да ги остварите. Сега за оние па кои што сакаат можеби некој поголем лаптоп сепак, за поготово кога се на движење,
Нели, од различни причини, можеби имаме многу ситен фонтот, ситен е текстот, многу е малечок екранот, не ми е, или пак тастатурата е многу ситна, не ми е многу добра за згодно за пишување. Имаме избори за такви клиенти кои што имаат такви потреби. Дури пак овој HP Spectre лаптоп има една многу интересна, специфична, една убава карактеристика, што може истово да се преврти и да се користи, они го викаат 2-in-1, како таблет, што може да се користи од X причини. И нормално, кога веќе е во оваа поза, во лаптопот, оваа тастатурата му се деактивира и може да се користи најнормално како таблет голем со тачскрин. Повторно ќе кажеме поради потребата која што имате вие. Дури може некојаш некои, може би сте виделе во некои рекламни материјали, дури стои вака како под шатор, да е, од повторно за убаво гледање на содржина, на видео содржина. За разлика од претходниот лаптоп, овој HP Spectre има звучници кои што се вперени впрема корисникот, што даваат можеби уште посилен ефект и се тюнирани од Bang & Olufsen, позната фирма која што е специјализирана за аудио. Сепак, спомнуваме цело време аудио, иако овој лаптоп е направен како за workstation, повторно доаѓа со Evo i7 Intel процесор, кој што е за нијанса послаб од претходниот Pro i7, но сепак е моќна машина, може да се прави музика на него, може да се едитираат, да се прават видеа на него, Excel го јаде како ништо, значи без никаков проблем, и ја имате повторно удобноста на 15-инчен лаптоп, а сепак и ова е тенок. За разлика од претходниот, исто така ова има малку повеќе порти, значи повторно има Thunderbolt порта на него како што имаше и тој што може да врземе се живо и диво на двата лаптопи, од монитори и различни периферии. Овој додуше има и, што е доста згодно, и HDMI, например сте професор да кажеме и сакате на брзинка да се поврзете на HDMI прожектор, имате порта, нема потреба да носите донгле со вас, кој што или пак докинг станица или USB хаб кој што ќе извадите HDMI. Туку директно се приклучувате на него и продолжувате да си работите. Повторно со добра батерија, со солидна батерија, поготово ако станува збор ако работите on the go, во движење, или пак со уште посилна батерија веќе ако се користи само како за интернет машина за сурфање. Така да кој да се земе од овие два лаптопи нема да се сгреши. Преференца на марка секогаш имало и секогаш ќе има, но вие треба да се одберете спрема вашите потреби, дали сакате малецко лаптопче или сакате некое поголемо лаптопче на кое што ќе можете покомотно да се пишувате и да работите.